Добро утро и велам на нашата драга гостинка па и пријателка на Македонија наутро, господјицата Ана Пискачева од проектот за меѓуетничка интеграција во образованието при УСАИД. Добро утро, Ана, до тебе. Понатаму одиме со професорката Билјана Петровска од Основното училиште Христијан Карпош од Куманово. Добро утро и до вас. И исто така до професорката Љулјета Алитгаши од Основното училиште 7 Марс од селото Опеја Липково. Добро утро. И добро утро на сите. Овде ве поканивме во Македонија наутро и во Македонската радиотелевизија поради настанот кој што се случуваше и вчера. Македонската радиотелевизија исто така го проследи. Ке зборуваме за настанот кој што беше насловен како промоција на анимирани видеа, посебна алатка која што треба да ја применуваат училиштата низ Македонија. Ана, зашто станува збор? Токму така, како што гледачите веќе знаат, проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, спроведуван од страна на Македонскиот центар за граѓанско образование во партнерство со Министерството за образование и наука, работи со сите училишта во Македонија на заеднички ученички активности, спроведување на овие активности, тоест активности помеѓу ученици од различни наставни јазици. Што беше настанот вчера? Беше промоција на едукативни анимирани видеа кои ги произведе проектот, кои прикажуваат на каков начин наставниците може најуспешно да ги спроведат овие активности за да ја постигнеме крајната цел, а тоа е поефективна комуникација и интеракција помеѓу учениците. Така, видеата се буквално преведени на сите наставни јазици во Република Македонија и истите може да се најдат и на вашата страна, па би сакам малку да позборуваме и околу тоа. Значи, видеата се преведени на сите наставни јазици, има вкупно 4 видеа на македонски, албански, турски и српски јазик. И видеата произлегува како резултат на долгогодишната соработка, ова веќе 5-та година од имплементација на проектот. Имавме можност да видиме многу активности од училиштата и заедно со наставниците, заедно со самите училишта да увидиме кои се оние, да кажеме, условно кажано, грешки кои најчесто се прават при спроведување на овие активности и како може тие да ги направиме поуспешни. И сето тоа се обидовме да го направиме на еден поинаков начин, на еден начин што е посвојствен за новите генерации кои сакаат интересни анимации, кои сакаат нешто визуелно, кои сакаат брзи информации, нешто што ќе ги заинтересира. И сето тоа да го оформиме во една едукативна алатка која ќе им биде на располагање на апсолутно сите наставници во Република Македонија. Да. Повторно на нашата веб страна може да се најдат видеата на сите јазици и ги потикнуваме сите наставници кои се заинтересирани да го споделуваат тоа со твоите колеги и да ги користат како алатка како да бидат поуспешни во спроведувањето на овие активности. Да, прекрасен беше настанот. Вчера бев јас присутен, организацијата беше стварно на високо ниво. Гледаме веќе дел од видеата, може ли малку да го прокоментираме? Токму така, ова е видеото за интегрирана приредба, значи знаеме дека училиштата многу често организираат приредби за различни настани и ова видео ни прикажува како да бидеме поуспешни кога правиме интегрирана приредба. Значи интегрирана приредба не е кога имаме представници или ученици од македонски наставен јазик кои имаат една точка, па потоа на албански или турски или српски наставен јазик кои настапуваат со своја точка, туку ова видео ни прикажува дека интегрирана приредба е кога сите заеднички имаат еден настан кој заеднички го спремале низ еден процес на повеќе кратни средби каде што ти имале можност подобро да се запознаат и едноставно да станат поблиски во целата таа приказна. Така, во процесот на интеграција навистина е тешко да се направи можеби една дистинкција во врска со етничката припадност на дечињата. Вчера беше интересен замислен целиот настан. Многу дечиња од цела Македонија од училиштата на приредбата си дадоа свој придонес, кој со песна, кој со уро, но некои со театарска представа. Вашите училишта подготвија нешто незаборавно, искрено, па ќе ни биде убаво да го споделиме тоа со македонската јавност. Благодарам. Јас и Љулјета, кога го започнавме проектот, се поврзавме прво тоа што предаваме исти предмет. Размислувавме што и како да биде нашата соработка и се одлучивме за да ја направиме представата Снежана и 7 џуџиња, нели да ја адаптираме на нивна возраст. Прво тоа ни беше најголем проблем затоа што ова беа деца 10 годишни, требаше да се адаптира целото сценарио. Потоа ги поделивме улогите. Успехот беше, ја мислам, неминовен затоа што децата немаа бариера, јазична бариера, бидејќи разговара на англиски јазик, комуницира на англиски јазик, разменија Facebook профили, Viber, и ден денеска се дружат. Вчера Љулјета ми кажа дека вчера веќе почели што на албански, што на македонски јазик. Се поздравуваат, битен е мир, пријатен ден, децата како да се знаеле, тоа јас и Билјана исто така. Соработката беше одлична и од наша страна и од нивна страна не пречекаа многу убаво кога отидовме за прв пат и од тогаш тоа ни даваше сила ние да соработуваме поише, немаше никакви проблеми, веднаш се договаравме како пријателки. И
се отиде како на најдобар ред. Дозволивме и децата да дадат своји идеи за креативност, да се види нивната креативност. Затоа воведовме и музика, и танц, не дека сме ние нешто професорки по таму, меѓутоа нели нивните желби да се задоволат. Игра на крај на една прекрасна свадба бевме присутни кога принцот се ожени со Снежана, тоа беше навистина многу убаво. Самите деца беа навистина природни, убаво зборува англиски, што можеше се разбира тоа да се види и од настапот. Ме интересира за вашата соработка. Можеби во тој процес на меѓусебна интеграција најважна е комуникацијата и соработката. Како се започна? Како започна и се разбира соработката со проектот? Па започна, значи, кога добивме партнер училиште 7 марси, нели? Прво беше договорот секој, значи, да си го најде партнерот од својот сроден јазик, предметот што го предава, се извинувам. Не знам, првиот момент кога се запознавме со Лиета, како што сега ќе правиме, па која ќе биде нашата цел, тоа што требаше да биде наша идеја реално. Некако се одлучи, па дали да биде Снежана и 7 жена, па дали да биде некоја друга приказка. Па одлучиме, пошто поише деца се приклучени. За да имаме има поише 16 деца, плюс тие други дрвата, тие други што ги измисли Добро, имаше многу деца вклучени за да биде сценографијата добра. Побогата, да. Фала Богу, со луѓето имаме многу заеднички работи, така што јас сум перфекциониста, па сакав и сценографија да имам, па тука мораше се вклучат плюс деца и многу жива беше сцената, стварно убаво. Колешки нормално, наши помагаат постојано, за да искочи се како што треба. Така, како течеше аудицијата, затоа што видов актери во децата, искрено беа многу природни, прекрасни. Па нормално дека првиот услов беше децата да имаат одлична оценка по предметот на англиски јазик. А понатака, некако децата сами се пронајда, кој што сака да биде први, дозволивме они. Ама и талентот го има, и некако аудиција беше и у школа, сменети деца, например, прв беше, па гледам дека не иде, па додека дојдовме до овие, например, принцот, ки поздравувам, не знам дали ме гледа денеска, моите прекрасни ученици, што јас сум тука, захвален ние на нив, што беа прекрасни вчера. На вистина се како актери, вистински актери. Се потрудија максимално. Се потрудија, беа многу и тие емоции имаа вчера или сепак беше се супер. Така. Девојки, полека ни заминува времето за разговорот, навистина е прекрасно и удобно кога се разговара со вас. А на сосема пред крајот ќе ве прашам што понатаму со овие видеа. Видеата остануваат на располагање на училиштата, но не само на училиштата, јас ги поттикнувам и сите родители, затоа што родителите се исклучително важен дел од целиот овој воспитно-образовен процес на децата. Ги поканувам и родителите, нека посетат нашата веб страна pmio.mk, нека ги погледнат овие видеа и нека видат што е тоа што сите наставници ширум Македонија, основни и средни училишта, ги работат со децата со цел да создадеме една нова генерација, значи генерација на млади луѓе кои сакаат да живеат заедно, кои сакаат да соработуваат и кои диверзитетот го гледаат како предност кој го имаме во Република Македонија. Така, професорке, дали го чекате следниот предизвик со проектот на УСАИД? Едвам. Секако. Да, едвам го чекате. Спремни сме. Одлично. Ви благодарам за гостувањето на сите три. Се гледаме во некоја наредна прилика.